Океј, супер. Поздрава на сите. Прво фала до Мики што направи фантастично предавање, многу интересно. Мојата тема е Agentic Web, The Future Search Brands and Digital Discovery. Следовите се на англиски, пошто како кажав, очекував дека ќе биде презентација на англиски, ама нема врска, ќе се адаптирам. Она што јас би сакала да направам, може да ги покажа техничките конфигурации, ви покажа технички аспекти, како да градите мултиагентни системи и како тоа може да функционира. Јас би сакала малце да ви покажам не технички аспекти, односно како тоа влија од перспектива на маркетинг, како некој кој треба да го користи вашиот продукт, дали е тоа некој мултиагентен систем кој вие сте го изградиле и сега треба да го продавате на интернет, дали може воопшто да ве најде на интернет и што тоа значи во новото време. Она што јас се надевам до крајот на ова предавање е всушност да научиме како да го оптимизираме нашето присуство на вебот и тоа ќе биде преку два сегменти, преку всушност една вежба, кратка вежба и еден аудит процес. И во старт би сакала да бидам веднаш транспарентна, ќе ви покажам алатка на компанијата со која сум поврзана. Меѓутоа не го сваќате ова како sales pitch, пошто тоа не е идејата, напротив сакам само да ви покажам нешто што ние сме избилдали интерно и е достапно преку јавен URL линк, кој што вие можете да го користите како инспирација за билдање на ваши слични, исти или подобри алатки. Сега пред да продолжам понатаму, јас му ви должам мало објаснување за себе која сум јас и зашто баш треба мене да ме слушате денес. Јас сум, повеќето луѓе ме знаат како Емил Идол. Бев популарна во 2011 година, доаѓам од едно од најпопуларните музички шоуа од тоа време. Меѓутоа, за моја среќа, би рекла, се насочив ко компјутерски науки и инженерство и се запишав на Финки, каде магистрирав пред 2 дена. Покрај Македонски идол, да речам, тоа е битно затоа што таму се поврзувам со маркетингот. Значи се насочив долгорочно нешто што е комбинација од маркетинг и апликативно софтверско инженерство и компјутерски науки. Јас сум наградена на неколку стартап надпревари, сум добила неколку први места. Воглавно сум позната и како е основачот на Сојузен комитет на дизајнери на Македонија. И сум работела поголем дел како SEO инженер, кој што користел апликативна вештачка интелигенција и софтверско инженерство во областа на оптимизација за пребарување од 2016 и локално и интернационално. Јас сум поврзана со повеќе фирми, некои од нив се Codever, Axel Springer Group, MediaMarkt Saturn, Little Group, сите во Германија, WordLift од Италија, Finzer од тука. И она што е следно за мене е дека јас ќе бидам на докторски студии за GEO. GEO не е ништо географско, туку станува збор за Generative Engine Optimization на Техничкиот универзитет во Минхен од јануари. Сега, она што не доаѓа како изненадување, меѓутоа е битно да се каже, еве Мики покажа мултиагентни системи, тоа го знаете вие како инженери, веројатно тука во публика имаме и луѓе што технички се многу попотковани од мене, како Мики во градење на тие системи. Вие знаете дека следниот ваш клиент ќе биде AI агент и тоа не е новост. Тоа значи дека вие сте архитектите на иднината на новите кориснички искуства, каде што веќе не оптимизираме веб страни, туку оптимизираме пасаж. Дојде оваа од Германија, сега да ни кажува како треба да бидат работиве. Добро, не ме слушајте мене, а не сум ни статистички релевантна, пошто сум само еден човек. Без оглед на моето искуство, како и да сум го имала со различни фирми, добро е да се најде некоја референтна литература. Би рекла дека мене животот ми го смени оваа книга која ми препорача пред 2 години. Тоа значи дека ако е сега 2025, тоа беше 2023 или една година по објавување на ChatGPT. Авторите се поврзани со Гартнер. За тие што не знаат, Гартнер е една од најголемите консултантски куќи кои што дава совети на средни предпријатија и големи корпорации. Они имаат навистина инсайт at scale што функционира и они го знаат тоа. Тие инсайти ги имате во книгата, можете да ги видите. И оно што може да се научи е дека да, навистина агентите се она што е следно во вебот, меѓутоа што тие влијаат од маркетинг гледна точка на нашиот производ, колку лесно тој ќе може да се продава. Ако треба да ги кластерирам сите проблеми во 3 групи, тоа би било автентичност на содржината, доверба на купувачот, како и конзистентност на тој бренд voice.
Сега, со Wordleaf особено видовме дека постојат неколку сегменти, например, кој е проблемот, која е можноста и која е парадигмата која се случува. Например, во маркетинг тимовите, сега вие сте IT, немајте толку допирна точка со маркетинг тимови, меѓутоа веб аналитичките тимови и SEO маркетинг тимовите, за разлика од вас кои можете да автоматизирате задачи, се заглавени во многу репетитивни процеси, каде 40 до 60% од времето го губат на непродуктивна работа. И тука можноста за автоматизација и за работа со нив е огромна. Зошто? Затоа што токму од нивниот перформанс ќе зависи дали вашиот продукт може да биде најден на интернет, а со тоа е да се направи таа конверзија, односно да направите продажба и вие како инженери да добиете плата. Сега, тука го имаме растот на Agentic Web. Значи, вие имате сега, не се работи веќе не SEO надвор, класично SEO, традиционално Search Engine Optimization. Веќе ние работиме со генеративни AI платформи. И она што јас ќе истражувам во рамките на моите докторски студии е како на scientific начин, односно извинете за англизмиве, сепак се радевам, разбирате дека времето и животот надвор си го направи својата. Како на научен начин можеме да покажеме кои се вистинските критериуми кои ќе им помагаат на брендовите да бидат препорачени на генеративни AI платформи како Perplexity, ChatGPT, AI Overviews на Gemini и така натаму. Односно, клучното прашање е што е тоа што треба да направиме да станеме видливи во овој AI First World. Овие идеи за AI агенти, како што кажа Мики, не се нови. Значи, ми се чини дека спомна за Елиза, дека беше првиот компјутер, ако се сеќавам добро на годината, беше 1960 или 60 генерално. Но оваа идеја за Agentic Web всушност се стара не можеби од 60, меѓутоа повеќе од 3 декади. И тоа можете да го знаете ако ја пратите работата на основачот на World Wide Web, Тим Бернерс-Ли, кој го основа вебот или World Wide Web во Церн во Швајцарија или меѓу Швајцарија и Франција. Тоа го има во неговата последна книга This is for everyone, кај што тој никогаш не замислувал дека концептот на поврзување страници ќе добие фронтенд аспект. Никогаш не замислувал дека ќе измислиме JavaScript и дека ќе работиме со JavaScript базирани библиотеки и програмски јазици. Туку дека ќе имаме една логика каде документи ќе се поврзуваат меѓу себе и ќе имаме ентитет, релација, ентитет, сооднос и ќе ги поврзуваме тие мислења. Ајде, доста беше теорија. Ајде да видиме нешто практично. Веќе на светско ниво има фирми како Parallel AI Systems, кои што развиваат и како технички сетап за креирање на решенија за оптимизација за пребарување. Тоа како функционира? Функционира да така да ако ова е класичниот user интерфейс, типичен вебсайт, вие го имате сајтот, ова е нормален сајт, како човечки юзер, корисник го искусувате тоа, има машин дел, кој веднаш кога ќе го кликнете, преоѓа во Markdown форма на целиот сајт, односно на целата страна, која што вие ја видовте пред тоа. Значи, ова веќе е спремно за кога ќе дојде агент да го види тој сајт во машинско читлива форма, па ќе се кликне на овој машин дел тука, веќе е спремна Markdown формата да тој агент ја консумира. Па каде се движат работиве? Ако оригиналниот веб беше за линкање на документи, а семантичкиот веб е за линкање на знаење, тоа AI агентите се за линкање на акции и на интенција. И тоа е многу битно да се запамети. Зошто? Класичниот маркетинг и тоа како се менуваат работите никогаш веќе нема да функционира како што било досега. Моето мислење е дека за класичните маркетинг роли, и тоа веќе го зборам цела една декада од 2016 кога почнав во Скопје до сега, нема да имаат класичен маркетинг интервјуа, туку баш напротив, мислам дека ќе станат многу технички роли. Барем надвор, еве јас лично сум ги имала веќе и првите интервјуа што се скроз технички за чисто маркетинг роля, за маркетинг инженер, например. Така да се ќе се движи во таква насока. Сега, што значи тоа за маркетингот? Ако јас најмував UI и UX дизајнер за да ми го дизајнира искуството, ако јас креирав маркетинг ads за да најмам специјалист за маркетинг да го направи тоа, ако ја креирав видео едитор да ми ги прави тие testimonials, ништо тоа више не е важно во светот, пошто агент не го прави, не е паѓа на тие класични бренд storytelling финти, како што би рекле, или bullshits некој у нашиот свет. Туку, агентот си доаѓа и него го интересира, дојдов, јас сакам да си видам можам ли да ја обработам оваа содржина,
Можам ли да споредам структурирани атрибути, можам ли да проверам компатибилност, или во суштина, она што го работиме со WordIF е ние користиме графови на знаење за маркетинг цели. Односно, она како што ќе мигрираат и компаниите натаму, ќе биде колку сте добри и колку вашиот систем има инкорпорирано графови на знаење во позадина и структурирани податоци во исто време, на начин да може тие брзо да се извадат во лер, дали преку API, дали преку MCP, да може тој агент со друг агент да комуницира и фактички тоа да биде иднината на дигиталниот маркетинг. Ајде сега да направиме една кратка вежба. Ало? Добро. Па јас сум викала, значи иначе. Нема врска. Колку кликови додека направам purchase? Значи, ајде да направиме еден прост инкогнито таб. Еве, сакаме, го гледате ова? Не го гледате. Како да свичам, Мики? Не, мој лаптоп по моја одбрана. Ти сигурно Mac користиш за тоа. Вие специфични баш. Чекај, ќе ми треба и за почта да свичам ватата прашал. А дуплике? Не се подоб. Или вака да дупликет суе. Не. Да. Ајде сега, например, Sneakers, не користам, нек шалбиш. Sneakers, не знам, 40, нека биде Nike и толку. Ајде, речеме прво колку кликови ми треба и тоа почнеме од моментот да изброиме, чисто од корисничко искуство, колку време мене ќе ми треба, може некој штопелица ако сака да вклучи, да видиме колку време ќе ми треба да најдам нешто што би требало да биде задоволителен продукт. Значи, trainers under 50, не поварав тоа. 40 size, ајде да прецизирам, нека биде тоа иницијалното query. И сега викам, ми треба female, пример. Women's footwear size chart. Ајде да видиме, треба да изберам, значи веќе направив еден клик, ајде да речеме Deutschland каде е овде? Deutschland еве ни го, веќе го направив вториот клик. За да разбереме сите, ќе кликнам да се преведе на англиски. Ајде да видиме, не знам дали се преведа, добро, веќе го направив третиот клик. Треба веројатно да најдам тука некои филтри, се мачам, нешто барам. Океј, нешто барам shoes, четвртиот клик го правам, океј, тука некаде очекувам да има мени, односно facet navigation или филтри. Ајде да речеме size ми треба 40, ова е пети клик, така? Пети или шести? Шести. Да речеме дека ми треба, ја знам е бојата и дека тоа се основните, да речам, критериуми. Значи, ја направив некаде 7-8 кликови, дори дојдов до некоја категорија страница кај што можам да го најдам мојот продукт. Ајде да речеме дека баш ова ми се допадна, пример. Го направив 9-тиот клик, каде е purchase, add to cart, значи 10 клика. И тоа мора да го земеме во обзир фактот дека јас сум дигитално писмена личност. Значи, мене колку време ми требаше до сега ова да го сработам и да го во колку клика, околу 10 клика, да речеме дека пута 2 или пута 3, му треба значи пута 2 или пута 3 од тоа време и број на кликови ќе му треба на не дигитално писмена личност да го сработи истото. Зошто ова сакав да ви го покажам? Ајде сега пак со презентацијава се гледа добро. Значи, ова сакав да ви го покажам за да може да слайдшоуот, current slide, за да разговараме малку за Agentic Commerce протокол. Значи, тука не е идејата технички да ви објаснам што е Agentic Commerce протокол, туку чисто да видите од UX гледна перспектива колку кликови имаме ние тука во бар делот. Значи, еве, бара продукт, одлучува да го купи, да речеме првото, ајде, клик не, ама акција. Ете така да се изразиме. Првата акција е, го пребарува продуктот, го праќа промптот креира некакви, како се вика, предлози, ја ми ги враќа назад, јас селектирам, добро, не се може би 3, но се сигурно 5, сепак се дупло помоцен, него што искусив јас како искусен дигитално писмен юзер. Го креира чекаутот, го креира картот на ајтеми, како му доаѓа сега тоа, поставки, не ми текнува. Ајтеми, како му доаѓа ставки.
и го враќа назад и го купува. Значи во суштина е да речеме дека ова се некои 5 акции, еве 6 што се внесот на query, кои мене ми беа потребни со Agent e-commerce протокол. И зашто, например, и ти го спомна Agent e-commerce протокол, а не го спомна A2A на Google, зашто ова е веќе етаблиран и можете вие да си го користите за да поврзете actionable реално време понатаму свој систем со ChatGPT checkout. Нормално треба и системот, програмот да биде отворен за тоа. Ми се чини дека ChatGPT и OpenAI се за сега тестираат со неколку партнери, но поентата ми ја разбравте. Колку кликови имав мануелно, значи на крајот се сведува на корисничкото искуство. Џабе ви е ваш дизајниравте, го викавте дизајнерот видео да ви прави анализи, да ви прави копи, да ви прави не знам што, кога јас со 3 клика се ја завршив работата или 5 клика и 5 акции завршам. Ајде сега, ова беше еден практичен пример, ајде да видиме уште еден практичен пример за тоа како ние можеме да направиме еден AI аудит. Примери ми, ајде кажи ми, како јас имам сајт, дали е тоа некоја продавница или обична страна, како јас можам тоа да го анализирам, дали странава ми е спремна за агентиве. Епа, јас веќе спремив еден аудит. Ова е аудит кој го имавме, сега не го покажав тоа, меѓутоа ова е аудит, AI аудит за Agentic Web кој беше прв развиен, сега веќе не е единствен. Постојат и други AI аудит тулови со WordLift, јас помогнав во креирањето на ова тулче. Како тоа функционира, веќе го преконфигурирав да го анализира самиот наш сајт, како што можете да видите, не сме сјајни во тој поглед, меѓутоа ајде да видиме малку зумирано што све тоа покажува. Значи вика, мене овој скор што ја го добив од 45, дека има многу критични AI readability и automation barriers. Тоа значи дека имам проблеми со семантика. Ќе ви објаснам повеќе во детали после. Ова е само некоја сумаризација. И имам проблем со структурираните податоци на сајтот. Ајде да видиме подетално што тоа значи. Прво, анализираме дали има robots.txt и LLM.txt. Што е robot.txt? Пример MediaMarkt D robots.txt. Ово е еден файл кој им кажува не е правило, не ги блокирај by default тие кролери кои доаѓаат на сајтот, меѓутоа е некој guideline кој не објавува, појаснува на кролерите како треба да се однесуваат на даден сајт. Пример за сите user agent, звезда сите, disallow не ги сите фолдери. Може би дел од вас се занимавале со ова, моето искуство е дека класичен IT инженер кој е full, може би фронтен дефинитивно знаем, и тоа full stack или AI инженер не се запознаени со robots.txt, па сакав да дадам еден мал осврт. Е сега. Значи каде ми отиде аудитот? Во фолдерот, еве го тука. Еве го ваму. Значи имаме дека јас не ги блокирам тие агенти, значи сите агенти од GPT-AI, Searchbot, ChatGPT User се достапни и тие се дозволени. Тоа е супер. Тоа супер сум го сработила. SEO Fundamentals. Ова е веќе класично, традиционално SEO, затоа е само еден сегмент од GEO анализава. Биејќи веќе не работи старото SEO, колку пати ти си го повторила keywordот, што е, например, AI Powered SEO или SEO само неколку пати, и колку пати ти добро ја артикулираше твојата уникатна value proposition, не ми текнува како е на македонски. Океј, тоа добро сум го сработила. Е сега structured data или schema. Дали некој знае што е structured data или schema на сајт? Океј, ќе ви објаснам. Schema.org е иницијатива на Google, Microsoft и Yandex и слични search engine со тоа да ги структурираат податоците на вебот. Значи, тоа функционира така да имаат предефинирани схеми за различни типови на бизнеси и за различни типови на продукти и слични работи. Пример, ако јас текст по дефолт ова текст е неструктурирана форма на информација. Тоа значи дека некако треба да биде структурирана за да може понатака да се користи во некакви прецизни workflows. Овие схеми, како на пример organization или person, представуваат JSON LD. LD е кратенка од Link Data, фактички идејата на Tim Berners-Lee, која ја зборев отпред тоа, да ги пакува во JSON-alike формат податоците што ги има на страната и тоа да го стави во скрипт так на фронтендот на сајтот.
Значи, ајде да видиме еден пример тоа како изгледа. Знаев дека можеби за ова ќе ни треба време, ама сепак сакам да ви покажам, еве го тоа. Значи, во скриптаго се става нешто вакво. Пример, која е главна, ако маркирам person страница или да речеме имаме биографија на вработени, јавно достапна, би ја користела оваа person schema, кај што ќе кажувам кој е името, кој е тајтолот на вработениот и така натака. Значи, за структурирани податоци, ова ми рече дека Емилија, ти имаш овде многу скими си искористила, ама нешто и си ги дуплицирала, нешто и не си ги пополнила баш како треба да го исчистиш тоа. Потоа имаме content structure. Ова е веќе интересно. Кај нас се вика content structure, но во суштина она што го работиме во позадина во бекендот е нешто што се вика layout aware context chunking или layout aware chunking, што е default chunking моделот на Google, кој нас ни помага да ја поделиме содржината на начин да е обзирен према тоа како изгледа сајтот. Значи, сега, кога јас оваа страница, каде беше, не знам, ајде, нека биде MediaMarkt, не знам, страницава, која би ја поделила по layout, ајде, согласен, добро, ова би било еден дел, ова би било втор дел, ова би било трет дел, тоа е layout aware chunking. И тоа ќе каже, Емилија, за секој чанк ти имаш само по 11 зборови, тоа не е добра статистика. Треба да направиш некоја подобра структура на сајтот, која ќе го вклучи UI-то, ама и контентот сам по себе. Ајде да видиме понатока. HTML semantics. Значи, вие кога користите, особено во фронтенд светот, еве, еден недостаток огромен на Thinky, што беше би рекла од моја перспектива, е што никогаш не користевме, не користевме, туку немавме information science и information retrieval предмети. Значи, нас не учеа како да градиме фронтенд, меѓутоа не учеа како да градиме фронтенд кој може да биде најден на вебот. Што значи тоа? Кога јас креирам фронтенд и користам различни HTML елементи, тие треба да бидат некако со alt тагови објаснети. Тоа надвор не ви е ни опционално веќе. Например, ако вие сте голем e-commerce играч како Amazon и битисувате во EUTLO, има нешто што се вика European Accessibility Act, што значи дека по правило морате више да ги имате овие alt тагови од дескриптивни описи на сликите за луѓе што немаат, кои што односно имаат како доаѓа disability, недостатоци или попречувања во работата, во функционирањето, и вие ако тоа го немате, можете казна да добиете. Значи тоа мора да го имате по дефолт. Content freshness. Агент или LLM кролер, базиран кролер, може да фати некои modifiers што се временски. Например, ако во содржината објавувам нешто, ама не давам податоци за датуми, не давам податоци за кога се однесуваат овие истражувања кои ги презентирам или слично, тоа е проблематично, бидејќи може да се оцени како ова не е актуелно, ова нема да го покажам на нов юзер. Image accessibility. Еве ми вика на твојот сајт Емилија 9 од 83 слики или околу 10, еве 11% им недостига alt текст. Значи тоа треба вие да го пополните и да го средите. Исто така внатрешно линкување. Внатрешни линкови се линкови кои покажуваат кон вашата страна. Значи тоа е класична теорија на PageRank, која веројатноста certainty, значи вие од одредена состојба да завршите во конкретен сајт или состојба EYZ како и да е, и колку повеќе, ама квалитетни линкови покажуваат кон вашата страница, толку е поверојатно дека юзерот може да заврши на таа страница. Ова беше многу интересно, ова не ми беше воопшто интуитивно. Automation readiness, например, моменталната зрелост на агентите вика дека ако имате кепча на своите сајтови, ако користите Cloudflare, мислам дека тоа и по дефолт го има, не може агентот да му пристапи на сајтот. Сега прашањето е што се случува тука на поширока слика и со bot менеджмент. Ако јас ова го знам дека функционира на ваков начин, а треба да балансирам со тоа сајтот да ми биде најден, како јас сутре ќе репортирам за bot менеджмент аналитика, се појавуваат некои фундаментални прашања во тоа аналитиката како ќе биде сетирана и тракувана. И исто ми вика JavaScript rendering и AI bot accessibility, Емилија користиш TiView,
односно користиш клиентска страна JavaScript, кој што значи дека ако имаш критична содржина што треба ја да ја кликнам како юзер за да се отвори, значи некој collapsing или expanding дел, тоа агентот веројатно нема да го види. Значи критичната содржина треба секогаш да ви биде достапна во HTML-от. И еве тоа беа некои интересни, алаткава иначе достапна онлайн. Не се плаќа ништо, можеби од тимот би дошле да ве контактираат за sales ако го пратите вашиот сајт, ама затоа сакав да ви покажам со демо како изгледа и на AI Audit Readiness алатка, за да може да ви инспирира вас да си градите свој, па се надевам и подобри. Сега, финално би сакала ова да го заокружам со едно моје мислење, каде мислам дека македонскиот екосистем стои на ова прашање и што можеме ние да направиме. Мојата перспектива од битисување 5 години надвор, меѓутоа и пред тоа редовно на македонско тло, ми кажува дека сега нели се етаблираше националниот AI центар Везилка. Тоа е огромен буст за нашиот огромен буст за нашиот локален и стартап екосистем и ресерч екосистем, ама пред целиот аспект на AI. Имаме многу digital transformation програми, кој знае колку академии веќе нудат такви потенцијали. Имаме rising стартап екосистем и имаме многу талентиран кадар. Тоа дефинитивно можам да ви го кажам, нашиот кадар може слободно, без никакво размислување, небитно од кој факултет доаѓате, да се надпреварува рамо до рамо и повисоко со луѓето од надвор. Ја мислам дека ние имаме капацитет да градиме решенија кои што ќе работат и за оптимизација на преварување и слични проблеми. Особено затоа што овие агенти не ги интересира дали MediaMarkt е некоја фирма во Германија со етабиран бренд. Мене не го интересира него legacy brand ways. Него го интересира дали ја можам да стигнам на странава и дали можам да прочитам и соберам тоа што ми треба. Толку е. Така да, дечки, фала ви. Се надевам дека ова беше едно интересно insightful предавање. Сакав да го направам најпрактично што може и најлесно за разбирање. И се надевам дека уживавте во вечерта, како и благодарност до Мики уште еднаш за супортот и извини што не сум Mac user, ама тоа е. И така, фала на сите. Да, Не само побаравме од теми, ако може да ни ја прати алатката или веб страна како и да е, со која што ја направи AI Audit, затоа што мислам дека е многу релевантно. да, И да си подлежиме на sales после тоа нема гајла. добро. Нема интернет за да провериме сега, тука немаме мрежа. Вака ќе го напишете Agentic AI Audit, Word Lift. Да, молам сликајте, ова е како што кажав. Намерно ви кажав во старт, иако користам нивна алатка и сум поврзана со нив како фирма, ова не беше sales pitch, ова беше само една демонстрација како тоа ние го работиме надвор. Веќе не работиме со многу фирми и првиот процес пред било што да се оптимизира е да правиме анализа како е фактичката состојба. Дали некои други прашања може имате за мене или Мики, се едно? Не јадеме. Фала ви за прекрасната презентација. Моето прашање е поврзано со првата презентација за агентите, така да колку е покомплексен системот, така покомплексна и самата валидација. Моето прашање е дали секој од агентите го евалуирате посебно или на крај целото решение се евалуира? Супер ти е прашање, значи во принцип ви фала ти многу за презентацијата пред се јас да се доизразам. Пред се многу значајна работа е дека колку повеќе агенти внесуваме во системот, толку истиот е многу покомплексен, меѓутоа и многу поекспониран на потенцијално vulnerability или пробив. Она што се прави на ниво на индустрија како индустријска пракса, тоа е генерално кога работиш на еден агент и кога го конфигурираш да работи една специфична ствар, како што е индустријски, нели, препорачано, начинот на следење за она што го прави ќе биде специфично врзано за самиот агент. Пример, file retrieval, тоа е најчест пример.
Значи класика асистент или четбот ситуација. Како ја правиме во пракса? Значи во принцип се индексираат податоците, нели? И кога ќе пребаруваме нешто, кога ќе пуштиме пром, се прави пребарување во векторски простор. Тоа е она класика техника на retrieval augmented generation и сите тие ствари. Начинот на кој пример валидираме која информација ќе излезе, затоа што тука веќе не станува збор толку многу за халуцинација, туку за колку точно погодил контекст кој нас не е од интерес. А нели идејата на овие системи е да внесуваме колку што е можно повеќе контекст. Тука работиме техника на предефинирани податочни множества, кои имаат прашања и одговори, кои исто така се индексирани. И оно што се прави како сетап за да се провери, значи бенчмарк анализа на самиот агент во файл retrieval пример, е делот на поставуваме исти прашања кои ги има во бенчмарк сценариото, добиваме одговори. Одговорите кои се добиени од агентот на нашите прашања и оние кои се очекувани, ги споредуваме по истата ембединг трансформација за да го добиеме скорот на точност. Тоа е хеуристика и тоа е делот на техничка анализа. Има и анализа која треба да ја направи, нели, сентименталната анализа која треба да ја направи инженер, односно бизнис оунер, за да видиме какви резултати враќаат. Тоа е делот на файл retrieval. Другиот дел, например, ако имаме конекција према друг агент или група на агенти, тука куцаме интеграцијски тестови кои утврдуваат дали, ако работиме со correlation IDs, дали вистински correlation IDs се хендлаат, дали има event loop, дали ги работиме со веб хукови, зависно, например, дали може да е критичен систем, пошто работиме и банкарски систем. Во банкарски систем не можеш да си дозволиш да наплатиш два пати, или во e-commerce систем. Така да тие веб хукови се куцаат тестови да се утврди делот на handshaking и каде ќе оди контрола, мислам колку е тоа релевантно. И многу важна работа што многу луѓе забораваат, тоа е security. Тоа исто спаѓа во бенчмаркинг на самиот агент. Во моментот кога ќе дозволите апликација каде луѓето ќе можат да се аплодираат податоци, тогаш во истиот момент треба да претпоставите дека end юзерот е малициозен. Тоа е првата и најдобро е така претпоставите. Тоа значи дека не треба да се дозволи instruction set да влезе во множество кое ќе биде контекст, кој ќе треба да збогати контекстот на самиот агент. Не смее да се дозволи проширување на контекст со оне концепт има data poisoning. Значи джибериш дата да ти става некој за да може да одговорите да ги редефинира, едноставно да излезе ѓубре наместо да излезе конкретна да го загади податочното множество кога го користат повеќе од еден. Така да во зависност од специјализацијата на самиот агент, доаѓа и делот на бенчмарк. Де факто е комплексно. Особено кога е hell of agents, значи orchestra of agents, значи цел симпозиум јас го викам. Меѓутоа јас го замислувам и го работиме на начин на кој што се работи микросервисната архитектура. Таму не користиме микросервиси ако експлицитно не ни требаат, прв фундамент е тој, а второ кога ги користиме и третираме како засебни апликации кои си подлежат на засебен pipeline на continuous integration delivery, security, на benchmark of quality, ако можам така да наречам. Фала ти и тебе на прашање. Стојанчо, повели. Пократко е стрик. Стојанчо. Океј, супер презентација, двете презентации беа супер, честитки се презентирате. Имам две прашања. Првото прашање е дали кодот што го презентирате е јавно достапен за користење, за експериментирање и така натаму, пошто очигледно има многу трудвање еден месец се експериментирање со промптинг, што е главниот проблем кај вавките агенти, пошто агентите не се ништо повеќе освен промпт оркестратори. Зошто ме насветува? Тата целиот ефорт иде у промптинг. Дали може да се види тој промптинг јавно? Значи, па ќе повторам, дали кодот што го покажавте е јавно достапен на Git, било како е репа. Второто прашање, имам три прашања. Второто прашање е со која AI agent framework го правевте кодот и според вашето искуство кој е најдобар во моментот фреймворк за правење на multi-agent систем? Фала ти многу, Стојанчо, на прашање. Првото прашање е не, затоа што intellectual property са сега, меѓутоа планирам да извадам верзија која ќе биде јавно достапна
баш во оној дел на оркестрација и во оној дел на промпт инженеринг кој е внесен во агентите со побенефицирана форма, затоа што фреймворкот како што ви го покажав го користаме на daily basis во пракса. Односно работиме на продуктни решенија, односно на продукт. А како е изграден со помош на Semantic Kernel, последната верзија пред Semantic Kernel да се измерџа со AutoGen. Сега се Semantic Kernel и AutoGen како фреймворци споени во еден кој се нарекува Microsoft Agentic Framework. А Semantic Kernel многу повеќе се занимаваше со оркестрација, AutoGen се замараше повеќе со делот на да биде up to date со она што се случува во публикациите, односно малце посолени концепти технички. Одлучија од Microsoft да ги спојат во еден фреймворк и дури во делот на Semantic Kernel, онаа верзија што е моментално достапна, овозможија автоматизација на начинот на кој агентите резонираат. Значи, порано имаше процес на handshake помеѓу агент и юзер, тоа има backward compatibility е поддржано, меѓутоа сега во ситуацијава е направено да може да се изфлагира и да оди автоматски. Како почнав јас? Јас почнав искрено луѓе ви кажам со Llama Index да градам Retrieval Augmented Generation систем. Класичен рак. После го дзирнав LangChain и првиот агент пред година и пол што го изградивме, продукцијски лайк, беше агент кој беше изграден во LangGraph. LangGraph е дистрибуција на LangChain. До тој момент, реално ни беше најокей варијанта, заради тоа што релативно брзо го развивме, ти дава можност за граф репрезентација за state of diagram кај може да се најде решението и е прилично на високо ниво, изграден на високо ниво на абстракција за да не се замараме со behind the scenes, оние концепти на асинхроно програмирање и така натаму. Сега во моментов сум hard relying на Semantic Kernel и на делот што го споја Microsoft Agentic Framework. Меѓутоа би во охрабил за влезете во приказна да ги проваде Llama Index и LangChain, двете извадија и LangGraph дистрибуцијата, сите извадија, значи Agent Driven Development, Single и Multi-Agent Systems, кај што генерално имплементацијата на ниво на агент се сведува на 10 до 15 линии код, чисто за да добиете скелетон информацијата. Кога ќе го видите тој дел, веќе ќе почнете да навлезете во скилсетот, промпт инженеринг, конфигурација на самиве агенти и така натаму. Така да одговорот на ова е јас сум Microsoft Agentic Framework моментално. Да. Microsoft Agent Framework или Microsoft Agentic Framework. Тоа е фузија на AutoGen и Semantic Kernel. Иако на многу решенија кои ги работам во моментов, работам со Semantic Kernel, верзијата која беше практично и се уште валидна пред да се спои во еден фреймворк. Semantic Kernel ви овозможува инициализација на класа, која ви овозможува автоматизирана оркестрација помеѓу агентите. Може да биде статичка и динамичка. Статичка е директна комуникација помеѓу агенти, динамичка е доколку делегирате по correlation ID или одреден параметар, според кој другиве агенти можат да превземат и да работат системски. Меѓутоа, во се што гледате индустријски, Lovable, колку луѓе од вас го имаат користено Lovable препар? За креирање на веб апликација. Lovable е мрежа од агенти. Тоа е Lovable. На најдолно ниво е Supabase, најгорно е React, во самиот Lovable има sandbox, крева, се билда, не се билда, ерор, го решава еророт и така натаму и така натаму. Multi-agent систем е самиот Lovable. AI tooling како курсор, како Copilot, multi-agent систем. Секој агент е специфичен за самиот себе. И исто така multi-agent behavior може да додавате и со користење на класика Retrieval Augmented Generation за file search-от, со додавање на MCP сервер интеграција и во тој случај како да имате посебни точкички од тие сервери, од тие функционалности во систем кој навидуме single agent, барем за сега. Може да слободно. Коните нема ветот. Како се справувате со можни халуцинации, детекција, стравови, искуство со халуцинации и така натаму? Значи, генерално, по дефиниција, сите емови и СОМови халуцинираат. Меѓутоа, што со тие халуцинации, кои што никогаш не знаеме дали е нешто халуцинација или едноставно тоа го видел како погрешна информација на веб, па не е халуцинација, туку е shit information настана. Како се справувате со халуцинации генерално? Како ги детектирате кој прво и од кој ги детектирате, што со тоа? Важи, окей. Халуцинации во принцип, што е многу важно. Human in the loop.
Тоа значи имаме автономен систем, меѓутоа крајната одлука за екзекјушн на критична активност е human in the loop. Тоа значи ние сме пилотите, AI е копилот. Пример. Работевме на агент кој автоматизираше процес во телко оператор. А идејата со агентот беше да се автоматизира, не да ги замениме луѓе во call support, туку да го автоматизираме моментот да чекаш 5 минути додека да активираш roaming пакет. Идејата со агентот, односно она што го направивме практично е дека ти викаш, слушај, патувам Германија, автентицирам си како јузер на апликацијата, треба да активирам roaming. Она што го прави системот во позадина за мојот кориснички профил, прво ми дава информација voice like какви све пакети можам да активирам без пари и со пари. Така, ако имам во NetSafe или зависно кој оператор. А јас се кажам информацијата дека сакам да активирам пример XL за Германија. Оди до пакетот и ми кажува цената е таа, валидноста е таа, дали да го активирам. Дали си сигурен дека сакаш да го активираш? Сигурен сум дека сакам да го активирам и им стига SMS порака дека тоа е завршено. Кога работевме на банкарски агент, тој е прилично комплексен агент, таму имавме концепт на human in the loop, sanity check од страна на човек, зашто таму се правеше loan origination. Во секоја фаза од предвидувањето, односно од гледањето дали одреден правен субјект или физичко лице е кредитно способен или не, има различна документација, контекст и матрица на правила која треба да се следи. Матрицата на правила екзекутира еден агент, sanity checkот го прави shadow агент со критички thinking и матрицата во главен фокус. Дополнително LLM е саџач. Во делот на генерирање на одговори, LLM е саџач за да потврди дека нештото е compliance според тоа како работело до сега системски. Тие ни се human in the loop, LLM е саџач во моментов како validation процес, плюс да прашањето апропо што го имавме тука, делот на benchmarking, security, governance, тоа го ставам скрос и на сликата беше како леери надворот, да речам технички of pipeline, затоа што тие се суштински, без нив не можеме да правиме ни овој муак. Се надевам дека одговориш поели. Моето прашање беше баш кога го одговараше прашањето на девојката, беше дека треба да внимаваме дали имаме gibberish data и мене секоја што ми било прашањето затоа што ова сега што го кажа, кога ќе стигнеме до делот на процесирање, меѓутоа како контролираме на почеток да немаме gibberish data кој што ќе ни пречат во создавањето на халуцинациите, дали има техника со тоа? Во моментот кога ќе дозволиш да аплодира некои податоци, има се exposure према 7 од 10 ова с принципи, оние што се по конзорциум, дека може некој jailbreak да направи, дека може instruction set да внесе, дека може да загади дата и така натаму. Единствена работа е како да го спречиш тоа, да не дозволиш информацијата да влезе. Затоа што LLM-ите како LLM-и не се rocket science. Тие се невронски мрежи кои се дефинирани како такви, недетерминистички, практично фингерпринт на се она што е познато како знаење, text-based, и не може да препознае во ситуацијава дали е тоа информација која треба да ја плюкне системов или не треба да ја плюкне системов. Затоа што ако контекст му слета нешто, технологијата е самата по себе next word prediction. Механизмот на заштита доаѓа пред воопшто да стане збор да системот изгенерира нешто. И паш имам слайдови кај што покажувам дека LLM-ов е крајната инстанца во целиот процес. Значи, моје лично мислење начинот на справување инвестиција на време пред воопшто да слета таков податок. Тоа е клучно ако работат повеќе јузери на ист податочен сет или контекстуално множество на знаење. Пример, градите апликација од кај што сите црпат знаење, истава база е. Ако е per user specific, ризикот е на ниво на юзер, пошто што си посел тоа ќе си жнееш. Со тоа што ризикот е да не можеш да дозволиш да се прожнее нешто што е како информација клучно за некој друг юзер. Така да тука има други техники, например, ние работиме со per user specific кластери, тоа се кластери од индекси кај што практично зачуваме user specific информација, метадата и бизнес knowledge во индекс per user. И на тој начин не ни дозволуваме воопшто да дојде до системско загадување, а она што е како юзер загадување, едноставно пробуваме само да не биде извршување на акција која не треба да биде извршена. Затоа што агентите, луѓе, се системи кои можат да извршат акција, не LLM-ите. Агентите извршуваат акција. Тоа значи дека ако ние му закачиме API да смени во база roaming пакет за корисник, мора да сме многу добро убедени дека инженерингот нема да дозволи ID-то на Стојанчо пример да замене во повикот или на било кој друг.
туку тоа ID ќе биде врзано за user ID, току всушност корисникот кој си е најавен, автентицира, авторизира за таа цел. Guardrails. Да. Тоа е content filtering исто така. Ако работите со апликации кои планирате да ги ставите на европски пазар, а и EU актот е веќе активен, свесни сте, HIPAA, GDPR тие процедури исто така сте свесни. А казните се огромни. Тотален бан, значи може да стартате стартап и да влезете во дупка многу пари. Доколку пласираме апликација надвор, мора да е комплетно, посебно на европски пазар, compliance со сите оние процедури, не само за чување на податоци кај ти се на сервери и што чуваш, и како енкриптираш, пошто мора да енкриптираш, туку и како оди комуникацијата и што може да се случи од таа комуникација. Microsoft разви content filtering механизам, може фисник да го прашате, тука ние паш и тој дел го работи, каде што има филтри на sexual harassment, на violence, така натаму, предефинирани правила од корпорациите кои се утврдени да не може да се случи некој да го искористи системот за намена за која не треба да се искористи, затоа што законската регулатива вика дека имаме целосен ownership према одговорите кои системот генерира кон јузерите. Не збориме само за заблуда, туку и сосема неточна информација која може да доведе до заблуда. Така да тој момент е сега многу значаен. Океј, има некој други прашања? Слован. Повели микрофончето. Јас после ќе продолжиме позади, можеме и можеш и да го одјавиш настанот. Да Тетовски, молим. Па и јас сум од Тетово, може и прашањето да не се шал. Ова е малце по, да речам, по нетехничко прашање, меѓутоа дофати еден многу битен момент по презентацијата, тоа е дека маркетинг луѓето веќе се технички луѓе, односно дека маркетингот го менуваме кон технички маркетинг и тоа е оно со кој што јас од мојата бранша моментално се соочувам, дека треба да најдам маркетери кои што се технички лица. Па сакав да те прашам, бидејќи се наоѓам пред таков предизвик и верувам дека многу ќе се најдат. Што би им препорачала ти на моменталните маркетинг лица, кај да се насочат, што да учат, што да развиваат за да дојдат до новата, нели да не речеме и учат AI, него конкретно што да учат, на кај да се надградуваат, за да може лесно да се трансформираат од класичен маркетинг профил во маркетинг профил на денешното премење на иднината. Добро прашање, искрено. Да сум јас сега тазе излезен маркетинг студент, дипломиран на економски или некој таков факултет, без да имам допир со технологија, освен класично тоа што се очекува од мене работа со Google Drive и такви работи за такви студенти, значи они не развиваат код. Ја би се запишала на некоја од академииве и би се запишала за нешто за обработка на податоци, веројатно нешто Python базирано. Тоа ми беше логиката зашто, например, и мене ми е примарен програмски јазик Python, која размислував кога како да се насочам во моето време, значи јас сум втората генерација на финки. Во нашето време Java и .NET беа најпопуларни програмски јазици. Ја направив на стандарден избор уште тогаш да биде Python, пошто реков што е заедничко за сите фирми, податоците. Што е заедничко за сите типови на маркетинг кампањи, исто. Податоците. Кој е најдобриот јазик со најдобар супорт? Нормално и за одредени workflows ќе користите Scala, може би R за некои математички модели. Меѓутоа би препорачала, јас би се запишала на некоја академија таква, каде што би почнала да развивам некакви имплементации, кодни имплементации за обработка на податоци, визуализација на истите и од таму да почне целото моје патување. Мислам дека е нереално на маркетинг луѓе да им се каже дека сега одново треба да запишат нов факултет. Иако тоа е, например, некоја моја лична пракса, една од причините зашто се решив да се запишам на докторски, а не да продолжам во индустрија, што сакав да си дадам повеќе, без оглед што работам GEO или Generative Engine Optimization, верувајте, целата работа во позадина е скроз бекендашка. Меѓутоа, јас не можам да речам сега и не секој има таква можност, ајде запиши од факултет одново, поготово луѓе кои што имаат фамилии, имаат обврски. Најдоброто нешто што можете да го направите, кога велам запишете академија, не нужно мислам да изберете нешто од локалната понуда. Има стипендии на Coursera, кои што со апликација за стипендија може да добиете до 75%
зачувување на трошоците, фактички самата платформа да ве стипендира да учите. Имате многу отворени туторијали на YouTube, многу отворени туторијали и бесплатни курсеви, некогаш промотивни на Udemy. Така да сега и со Lovable и со такви тулови е многу лесно да се експериментира, треба само човек да почне. Ете на тетошчи. Фала ви на сите. Ако има други прашања, ве молам кажете ми сега. Ако не, ви благодарам и се надевам дека ќе не пратите на Јај колектив Скопје, бидејќи ова е најновото движење во кое неколку сме навистина посветени, ете Моника, Кико, Миодраг, јас, Моника Ризовска, Владимир Трајковиќ и други Ина Марковиќ и други кои ги пропуштам, намерно или ненамерно. Така да се надевам да не следите. Ние планираме и натаму да организираме месечни средби. Многу сме ентузијасти дека можеме да вратиме знаење назад. Еве јас ви давам едно, што би рекле на тетовски, обеќање, ветување, дека секој пат кога сум во Македонија ќе направам време да вратам со некое знаење, некој ресерч, можеби нареден пат можеби да дискутираме мојата магистерска тема со граф невронски мрежи, нешто поконкретно. Еве, како ти беше името? Теодора ми повара преска пред да ја почнеме презентацијата. Така да и да вратиме нешто тоа интернационално знаење назад и Македонија да си биде супер. Фала ви на сите. Убаво има питање, тука ја музере, е со парадек, изето парек, само.